Добро вечер, закочани, добро вечер, кочанчани, добро вечер, победници, добро вечер, ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам за овој величествен момент, за овој величествен пречек. Таква е таа победничка атмосфера секаде во Македонија. Буквално секаде. Изминативе денови почнавме од Охрид продолживме во Вевчани, од Вевчани во Струга, од Струга во Ресен, потоа појдовме во Демиркапија, Неготино, Кавадарци, Чешиново, Облешево, Зрновци, Виница, сега сме овде во Кочани. Секаде гласно се зборува за обновата. Секаде гласно луѓето повикуваат дека обновата победува. Луѓето се ослободија, народот се ослободи, Брано тргна, нема бегање, доаѓа пораз, господа од СДСМ, доаѓа пораз, победува обновата, народот си ја враќа државата во своји раце. Така исправи се Македонијо. Но пред да продолжам, ќе ми дозволите да искористам оваа можност, како што бива редот, да се заблагодарам на нашите домакини вечерва. А тоа се луѓето без кои што јас ќе ја немав оваа можност да стојам овде и да зборувам за силата на најголемата и најорганизираната политичка организација во Македонија, а тоа е ВМРО ДПМН. Тоа се основачите и ветераните. Благодарам за се што направивте за нас и за Македонија. Дозволете ми истовремено да се заблагодарам на сите активисти, сите членови, кои што добар дел од својот живот го поминаа во општинскиот штаб, во местните штабови, кои што поминаа низ улиците овде во Кочани, одејќи од куќи во куќи, тропајки од врата на врата, работејки за сопствената татковина, работејки за Македонија, работејки за ВМРО ДПМН. Ви благодарам за се што направивте за нас и за сопствената татковина. Благодарност голема до младите луѓе кои што поминаа голем дел од својот живот во Унијата на млади сили, голем дел од својата младост ја поминаа во Унијата на млади сили. Голема благодарност до Унијата на жени, до жените при Општинскиот комитет овде на ВМРО ДПМН во Кочани, за се што направивте за нас. Благодарност до оние кои што се вечерва со нас, представници на политичките партии, кои што се дел од победничката коалиција за обнова на Македонија. Ви благодарам што и вечерва овде во Кочани сте со нас и не поддржувате во нашиот победнички кас, кој што ќе заврши точно на 15 јули 2020. Сите ние во годините наназад, во нашиот активизам, во нашата борба, во нашата битка за нашата татковина, за нашата Македонија, победувавме, понекогаш и губевме, повеќе пати победувавме отколку што губевме, се разбира. Се радувавме на победите, славевме, кога беа поразите, понекогаш и тагувавме, но бевме достоинствени, но сите имавме една грудка која што цело време не мотивира ова да го правиме, која што цело време ни дава стимул, ни вели работете го ова, бранете ја сопствената држава. А тоа е љубовта кон нашата татковина Македонија. Тоа нас не прави, драги сограѓани, поразлични од нашиот политички противник од СДСМ, поразлични од Зоран Заев. Затоа што за нив нема ништо свето, за нив ја нема таа грудка присутна во градите која што ги тера и мотивира да работат за сопствената држава. За нив не представува проблем да ја парчат, распарчуваат, продаваат и распродаваат татковината. За нив тоа е само предмет на преговори, договори, разговори, кои што на крајот од денот се завршува со грст од жолтици, златници. Тоа се тие, а ова сме ние. Ние сме различни. И затоа е потребно
на 15. јули, масовно, од Сабајле, рано наутро, од 7 часот, да излеземе, ве повикувам, обединети, сложни еден до друг и да го заокружиме редниот број 14, да го заокружиме името на Игор Јанушев, затоа што тоа е потребно за да ја сонуваме и живееме нашата Македонија, онаа Македонија која што сакаме да ја имаме, богата, просперитетна, европска Македонија, која што нуди можност за секој еден граѓанин, која што е дом за секого без разлика на неговата етничка припадност, без разлика дали бил македонец, ром, египјанец, бошњак, турчин, влав, албанец, србин, која што представува кров за секого. Честита Македонија, полна со домакини, среќни и весели луѓе. Затоа ни е потребна голема победа, ве повикувам сите, застанете и да победиме заедно на 15. јули. После победата, засукување на ракавите и работа, треба да ја креваме државата од пепел, која што овие луѓе ни ја оставаат. Ама ако можеме ние да изградиме 2 пати повеќе од тоа што тие ќе урнат, можеме да изградиме 3 пати повеќе од тоа што тие ќе понижат, можеме да ги поништиме сите лаги, сите измами, да го урнисаме сиот криминал и корупција кој што е присутен овие 3 години. Го прифаќаме тој предизвик. Подготвени сме, мотивирани сме, сакаме да работиме. Сакаме да работиме за нашата Македонија. Затоа што гледаме дека овие луѓе не само што не успеа, не можеа тоа што го ветуваа да донесат живот, туку буквално ја распарчија, ја разнебитија, понижија, омаловажија сопствената држава. Ја засрамија. Денеска да си македонец во сопствената држава владе едно чувство дека си граѓанин од 100 ред. Ете такво чувство направија овие луѓе денеска да е присутно помеѓу македонците во сопствената држава, единствената држава која што имаме, Македонија. Затоа, драги сограѓани, браќа и сестри, не треба да тагуваме. Тоа треба да не мотивира, да не обедини. Македонецот бил обединец, сплотен, мотивиран и силен, пркосен. Се разбудил тој пире и во него кога било најтешко. А сега е токму таков момент кога е најтешко. Сега повикувам на масовно обединување. Сите оние кои што се чувствуваат обесправени, сите оние кои што се чувствуваат навредени, понижени, омаловажени, измамени, украдени, обедините се и заедно да ја исправиме Македонија. Ајде заеднички да му кажеме доста е на 15. јули, без разлика на етничката припадност. Ве повикувам и вас, кои што порано сте гласале и за СДСМ, сите оние кои што се неопределени, дојдете, придружете ни се. Застанете со нас, поддржете ја обновата која што доаѓа. Поддржете ја сопствената Македонија, онаа која што ви изгледала, образувала. Во неја сте се радувале и тагувале. Но таа е таа, единствената наша татковина Македонија. Дојдете, застанете со нас, да ги победиме овие и да ги пратиме на темната страна на политичката историја. 15. јули е тој ден, драги кочанчани. Го слушам Заев пред некој ден, вели обнова па обнова, обнова па обнова. Велат човек може ликот да го смени, ама карактерот не. Сака да си позајмува без да праша. Има еден збор за тоа, другачие се вика. Кога го слушам, па кога зборува за правда, тоа е исто како Ал Капоне да вели дека е невин. Ете, тоа е Зоран Заев кој што ќе дојде овде во Кочани и кој што ќе бара поддршка од вас. Човекот кој што со десната рака се држеше за срцето, се колнеше во најмилото, се колнеше во жицата, а лажеше. Не ја говореше вистината. Повторно ќе дојде овде, пред вас ќе застане, веруете, тој нема срам. И тие што се со него, што го поддржуваат, немаат срам. Ќе дојдат овде
и повторно со раката на срце ќе наведнат главата, ќе ви ветуваат се и се што. Ама се што сакате да слушнете, ќе ви кажат. А после 15 јули, јас се надевам ќе немаат таа можност. Тоест сум сигурен, да бидам попрецизен. Единствено нешто што ќе им биде приоритет се скапите возила, кожните фотели во владата и дебелите персиски килими. Луксузот, тендерите во 4 очи, криминалот и корупцијата. Но јас сум убеден во честа и честитоста на македонскиот народ, на граѓаните на нашата Македонија, без разлика на нивната етничка припадност. Тоа се чувствува. Тоа се гледа во очите на луѓето. Дека се подготвени за промени. Подготвени се да ја прифатат обновата која што доаѓа. Но тоа за нас представува и голема обврска. Не смееме ниту да ве засрамиме, ниту да се засрамиме. Тоа што го превземаме како обврска, тоа мора да го испорачаме. Затоа, почитувани кочанче, браќа и сестри, сограѓани, пријатели, познаници, соседи, излезете масовно излезете и заокружете го бројот 14. Поддржете обновата. Поддржете обновата за една голема победа. Зошто велам голема победа? За да можеме да работиме и да си обновиме државата, да не мислиме на обструкции, на уцени, на пазарење, на трговии, да не ни се случуваат работи кои што ни се случуваа во минатото. Ајде масовно, достоинствено, да кажеме сите во еден глас доста е. А после 15 јули, наместо да им ги отварат вратите во лимузините, наместо да ги гледаме како ја парчат и распарчуваат нашата татковина, да им го покажеме вистинското место, а тоа е во судница, каде што ќе имаат право на бранител и право да докажуваат дека се невини. Можеа почитувани сограѓани да направат многу. Можеа да направат да сме подостоинствени, можеа да направат да сме погорди изминативе 3 години. Можеа навистина да направат подобар стандард да имаме ние, да имаме повисоки пензии за пензионерите, да имаме повисоки плати за вработените, да имаме поголема шанса за сите оние кои што ја бараат таа шанса, да има повеќе можности за младите, да има повеќе можности за сите кои што таа можност ја бараат, да има редовен откуп, да има повисоки цени за тој откуп, да има редовни субвенции, да има очистени канали за наводнување, да има нови фабрики. Кочани е заборавено на мапата на инвеститорите. Тоа што беше направено до 2017, тоа е тоа, последното, шајка не е забодена. Можеа да го направат патот Штип Кочани, 3 години потоа. Договор, пари, проект, све имаа на маса. 3 години потоа, ништо од патот. Можеа да направат пруги, експресни патишта, но ништо не направија. Можеа да направат да се чувствуваме сите посрекни, но за жал ништо не направија. Можеа навистина да донесат правда, да донесат мир во нашата држава. А што донесоа? Од правда донесоа само Луи Витон куферчиња, Луи Витон обвинителство и трас судски одлуки. За тие што се нивни политички противници, тие трас судски одлуки се репресивни. За тие што се нивни политички послушници или се чуваат под фиока, или пак тие трас судски одлуки значат помилување. Се кјавате на оној случај евро за батето. Таму имаше ослободителна пресуда. Таму тоа што го гледавте, не го гледавте. Тоа што го слушавте, не го слушавте. Така кажа трас судството. Али затоа патриотите по 15, по 17 години денеска се затворени во зандани. Па тоа никогаш, никаде не се случило. Таква правда ни донесоа овие луѓе. А наместо мир, донесоа немир. Немир во душа.
душите на оние родители кои што ги загубија своите чеда на Смилковско, а денеска сторителите слободно се шетаат. Немир на дечињата, на оние јунаци кои што животот го положија бранејќи државата во диво населје. Немир во душите на родителите на Нешковски, на Мартин Јанушев, на Колјо. Докаде е случајот со новинарот Младенов? Каде е нивниот мир? Нивниот мир се претвори во немир, а немирот се претвори во револт. А револтот во пркос и одлучност и храброст. И таа храброст, сиот овој револт и пркос, ќе го видите и ќе се соочите на 15 јули, кога ќе ги броиме ливчињата, ќе ја почувствувате волјата на народот и немирот на народот. За сета лага која што ја изговоривте и за сета лага која што ја нанесовте на овој народ. Можеа да направат многу. Можеа, ако работеа, да се обидат да ги донесат и Google, и Facebook. Можеа да го донесат и оној автомобилски гигант кој што го најавува. Можеа барем тоа што ние им го доставивме да го изградат. Но ништо не направија. Лаги и само ветувања. 3 години ке. Но затоа пак се множеа Луи Витон куферчињата во еден ресторан во југоисточна Македонија. Се возеа Бентли автомобили во семејството. Брзи и скапи мотори. Јахти, куки се градеа надвор од Македонија. Бизниси се отвараа надвор од Македонија. Пари се изнесуваа. А оној бројчаникот кој што го ставија онака помалку театрално, како струја да снемал. Како го поставија, така остана. Нема ни нула на него. Нели парите ќе ги вратеа? Нели милиардите што беа украдени ќе ги вратеа? Каде се тие? Каде се тие? 3 години им требаше да ни кажат дека всушност не можат. Дека всушност се некадарни и не ги бива. Но еве, јас овде од Кочан исто како што им порачав и од Чешиново Блешево. Исто како што им порачав и од Зрновци. И од Виница. Ке им порачам и овде од Кочани. Ние нема да чекаме 3 години. Доволни ни се 6 месеци. Сиот сомне за сторен криминал и корупција ќе биде процесуиран. Правда мора да има од Куманово до Гевгелија, од Девар до Делчево, секаде во Македонија. Мора да се почитуваат законите и уставот. Нема привилегирани луѓе, нема привилегирани политичари, нема привилегирана политичка каста и семејства. Без разлика дали си политички определен или неопределен. Без разлика од која политичка партија си. Ако си се огрешил пред законите, јас ви ветувам, ќе сносите последици и санкции за тоа. Мора една за секогаш да направиме држава. Мора оваа држава да биде мајка за сите, а не мајка за малкумина, а макија за многумина. Доста беше да се чувствуваме во сопствената држава граѓани од сторет. Затоа главата гордо високо, главата горе крената, доаѓаат подобри времиња. Бидете среќни и весели, победува обновата. Победува обновата на 15 јули, немојте да губите надеж. Поддржете обновата. Поддржете го проектот обнова. Поддржете ги овие 360 страници макотрпно создавани, буква по буква, збор по збор. Не може да имаме држава, а злосторници да се шетаат слободни. Не може да си ја сакаме Македонија, а да правиме пактови и компромиси со криминалци. Тоа не може. Затоа, драги сограѓани, браќа и сестри, во овие 360 страници, внимателно, заедно со сите членови на партиските комисии, но и експерти кои што се партиски определени и експерти кои што не се партиски определени од земјава и од странство. Со вас овде бевме. Овде ја пишувавме програмата Разговори за обнова на Македонија. Овде се сеќавате, дел од вас предпоставувам и беа. Зборувавме каква програма е потребна, што треба за да оваа наша држава го добие оној лик за кој што сите ние сонуваме.
внимателно работевме. Часови, денови непроспиени, ноќи, дебати, разговори со сите оние кои што работеа во таа програма. Професор Славевски, професор Кедев, професор Силјановска, Каракамишева, многу професори, професор Дуковски, и да не ги редам. Многу експерти од различни области, бизнисмени, луѓе од реалниот сектор, од стопанските комори. И создадовме едно дело за кое што ќе се гордееме. Ние не ветуваме премногу, но тоа што ќе го ветиме, почитувани сограѓани, тоа и ќе го исполниме. Немојте да се срамите. Земете книгата во рака и слободно тргнете по улиците во Кочани. Изборувајте со вашите соседи, колеги, пријатели, роднини. Зборувајте за обновата, зборувајте за сите оние повеќе од 1000 проекти кои што се дел од обновата. Го имате мојот збор дека нема да дозволиме вашиот образ, чест углед и честитост да бидат погазени. Ќе работиме макотрпно до последниот атом енергија да си обновиме Македонија. А воено да не дозволиме вашиот збор да биде погазен. Па на следните избори кога ќе се погледаме овде, очи во очи, да сумираме, да дадеме отчет за тоа што сме го ветиле и тоа што сме го реализирале. Затоа бидете спокојни, вратете ги насмевките на вашите лица. Најдоброто допрева доаѓа. Доаѓаат напорни, проклето напорни и тешки 4 години со многу работа, многу откажувања и многу труд. Но тоа се ќе се исплати. Ќе се исплати за овие дечиња кои што денеска ги гледам овде. Затоа што чуму животот ако нема смисла. А тоа е нашата смисла. Да оставиме нешто зад нас. Да оставиме нешто со што ќе се гордееме. Што ќе ги направиме нашите предци, но и нашите потомци горди. Затоа гордо главата горе. Исправете се. Поминете го секој сокак. Тропнете на секоја врата. Застанете пред секој двор. Поразговарајте. Зборувајте гласно за обновата. Обновата доаѓа, обновата победува, победува благодарение на вас. Затоа што имаме план како да дојдеме до минимум 25% повисока плата просечна во еден 4-годишен мандат. Се обврзуваме на тоа. Се обврзуваме за минимум 20% повисоки пензии во еден мандат. Се обврзуваме на минимум 1000 километри реконструирани локални и регионални патни правци. Се обврзуваме на реконструкција на болници, училишта, училишни сали. Сите се детално наведени во програмата, во читанката наречена Проект Обнова. Се обврзуваме за минимум 640 милиони евра субвенции за земјоделците, за гарантиран откуп. Нема да ја заборавам сцената кога бев во Ресен и кога разговарав со еден ресенчанец. Дента беше траурна, тешка во Ресен, беше загубен еден млад човечки живот, врнеше дожд малку, берикет носеше. Он вели за мене нема берикет, зошто викам? Затоа што ја земав пилата и ја исеков ја болкницата што ја ранеше мојата фамилија. Зошто си го сторил тоа? Па нема пласман. Ја болката завршија во корито, во река. Све што кажа излажа, велеа овде во Преспа, вика во Ресен, велеа ке има пласман за јаболкото. Ама еве, 3-та година поред, ја го берам, нема кој да го купи. Минатата година беше 10 денари гајба. Оваа година, кој знае како ќе биде. И затоа одлучив, барем за огревки ја користам. Да не ни се случи тоа. Да не ни се случува тоа. Да не ни се случува овде во Кочани и Кочанско, оризот да остане ненаплатен, да остане непродаден. А и тоа што се продава да биде по понизна цена, понижувачка цена, да биде по достоинствена цена. Затоа ни е потребна оваа читанка Проект Обнова. Да не се случува како што се случуваше во Пијанец и Малешевијата, луѓето да ги истураат сливите по патиштата. Да не ни се случува како оние во Росоман да ја истураат праската и кајсијата, затоа што нема кој да купи. Да не ни се случува необрана Пелагонија, неожнеана. Да не ни се случуваат тажни лица на луѓето од југоистокот, затоа што нема пласман за доматот, за краставицата, за пиперот, за зелката.
Затоа, браќа и сестри, поддржете го проектот обнова, поддржете ја победата на 15 јули, да не ни се случуваат овие работи. Доста е од овие политички измамници. Тоа е она, и уште многу други проекти, повеќе од 1000 проекти, ќе најдете во проектот обнова. Ќе најдете и нов начин на водење бизнис. Поддршка во економијата. Најмал данок за предприемачите, за луѓето со бизнисот во Европа. Во 2021 година ќе имаме 9% рамен данок. Во 2022 8% најнизок во Европа. За младите луѓе да си ги вратиме дома. Нема данок за тие што ќе вработат млад човек до 29 години. Тоа е она кое што е содржано во нашата читанка проект обнова. А кога станува збор за достоинството, честа, за нашата, македонското, што си го носиме во себе, што не обединува, ќе им порачам на сите оние кои што мислат дека можат и се обидуваат да флертуваат со соседите и да преговараат за Гоце, за Даме, за Питу. Нема преговарање. Какви историски комисии за Гоце Македонецот, за Даме, за Никола, за Тодор, за Питу, нема преговарање. Тоа е Македонија и нема преговарање, а Македонија е бесконечност. Нашиот мајчин македонски јазик е само наш. И кодифициран и се изучува на 160 универзитети. За него нема ни милиметар преговори. Тоа е наш и секој оној кој што мисли да тргува со нашиот мајчин македонски јазик се зафркнал. Се зафркнал. Нема трговија. Пламенот за Македонија го имаме ние аманетот. Да го чуваме и да го распламтуваме. Од ден во ден, од месец во месец, од година во година. Се додека повторно не блесне со сиот свој сјај. Оној пламен кој што сакаа овие да го изгаснат. Тоа е нашиот аманет од нашите предци. Да бидеме трпеливи, да бидеме внимателни и да го распламтуваме од ден на ден, од недела во недела, од месец во месец, од година во година. И да го вратиме во полн сјај, како што беше пред овие луѓе да ни се случат. Затоа, браќа и сестри, сакам овде уште еднаш да ве потсетам. На 15 јули заедно сите да излеземе од рано наутро, да ја поддржиме листата која што ја предводи Игор Јанушев, да го поддржиме Миле, да го поддржиме Кочани. Затоа што така ја поддржуваме Македонија. Игор е човек кој што сиот свој живот го помина во партијата, во ВМРО ДПМН. Започна како генерален секретар на Унијата на млади сили при Општинскиот комитет во Велес, денеска е генерален секретар на организацијата. Човек кој што исклучително мотивиран, чесен, честит патриот, кој што се љуби сопствената држава и за тоа не прави компромиси со никого. Човек кој што не знае што е зборот притисок. Подготвен е секој предизвик да го совлада или барем да се впушти во коштец со предизвикот. Човек кој што импресионира и мотивира со сопствената посветеност и работа. Најмалку 15 сата на ден е во штабот. А кога не е во штабот, тогаш е во општинските комитети ширум Македонија на разговори со активистите, со членовите на општинските комитети, со нашите сограѓани. Иако би продолжил уште повеќе да зборувам за неговите добри особини, тогаш сигурно ќе ми замерите. Затоа тука ќе застанам да не излезе дека многу сум го фалел. Но затоа е потребно за да го докажеме ова што сега јас го зборувам на дело. На 15 јули, заедно сите обединети, сплотени еден до еден, да излеземе, да ја поддржиме листата
која што ја предводи Игор, со реден број 14, да ја исправиме Македонија и да ја направиме Македонија горда и достоинствена повторно. Да е живо и здраво Кочани и вековито. Да ни е жива, здрава и вековита организацијата ВМРО ДПМН и да ни е вековита нашата Македонија. Ви благодарам од срце.